Добро утро, од домашни услови. Повторно денес би сакал да говорам за геополитика, затоа што сметам дека е вистина отсутна од нашите медиумски простори. Нашите медиумски простори се закани во Вилипче, во Мицкоски, едниот што работи, другиот што работи, така натака. Не согледувајќи ја реалната, вистинската и фактичката состојба во целиот свет. Ќе почнам уште од далечната 1980 година. Во 1980 година непознат инвеститор во сојузната држава на Америка, Џорџија, во округот, реонот Елберт, гради споменик висок 6 метри, кој што беше составен од 6 мермерни плочи. На секоја плоча имаше запишано 10 глобалистички закони, како 10 Божи заповеди. Нема да навлегувам како се можете да проверите. Споменикот се викаше Гуит Стон. Истиот е турнат, разнесен со динамит, во 2022 година. Нема да навлегувам, на 8 јазици се напишани глобалистичките заповеди, меѓутоа јасно и гласно му ставија на човештвото што предстои во блиска иднина. Тогаш беше 1980, сега сме 2026. Односно, 46 години предходно. Првата точка на споменикот, која што беше напишано читко и јасно на 8 светски јазици, беше да се намали популацијата на 500 милиони жители. Крај на приказката. Во 2015 година моќниците светски се собраа во Давос и си направија агенда 2020-2030. Исто и во таа агенда, знаете како му пласира на светот дека се борат за општата благосостојба на популацијата ширум во светот, да го искоренат гладот, да искоренат сиромаштијата, да подобрат се во екологијата и така натаму, меѓутоа ќе ви кажам со прости зборови. Тие од 500 милиони жители ја кренаа квотата, видо дека малце му се 500 милиони жители кои што би живееле на мајката земја, стигнаа до милиарда, златна милиарда. Меѓутоа таа милиарда мора да има ист јазик, исти пари, иста војска, исто судство, иста политика, исто раководство, исто. Во таа милиарда ќе бидат оние моќниците кои што си се предодредиле за моќници, кои што сметат дека заслужуваат да живеат, додека ние останатите 8,5 милиарди мои браќа и сестри ширум целиот свет, ние сме технолошки вишок. Не му сме повеќе потребни и ќе заминиме како што замина воловите, магарината, коњите и така натаму во 4-та технолошка револуција. Затоа што следи 5-та технолошка револуција, во која што приматот ќе го има вештачката интелигенција, за која што ви тврдам дека ќе ни дојди до акот на сите. Зошто ви го кажувам сето ова? За да видам уназад 45-6 години, не се 45-6, него 500 години уназад, сме брутално тормозирани од една црна сила, која што, еве слободно ќе речам дека предводникот беше Елизабета I, ќерката на Хенри VII, англиската кралица Елизабета I, од која што почнува корените на злото кое што денес го живееме. Нема да навлегувам како и шо, тоа низ историјата е лесно докажливо. Меѓутоа, што се случува во денешницава? Во денешницава се случува општ хаос на секаде. Жалам што тоа не го гледате, жалам што сте закани во вашите навидум тешки проблеми, не соочувајќи се со фактот дека некаде масовно гини население кое што од 8,5 милиарди треба да стигне до златната милиарда. Во агендата 2020-2030
значи покрај милијардата, исто така стои, веќе ги живееме, ние ја живееме таа агенда, меѓутоа никој од нас не е ни свесен. 108 или 9 точка, се не ме држате за збор, во таа агенда стои дека мора да дојди во светот до енергетска криза. Самата енергетска криза би продуцирала економска криза, а со тоа општи граѓански ратови секаде во целиот свет, па дури во најразвиените земји, како што милува да се кажат земјите на романтизот и на ренесансата, Западна Европа. Сведок сум дека енергетската криза во целиот свет ќе биде срозана во еден ден, затоа што веќе тргнам прво од кај мене, од Рек Битола, ќе тргнам, таму сум вработен веќе 40 години и гледам што се случува во Рек Битола и знам дека е тоа под команда, затоа што е сето тоа вештачки направено. Значи, вештачки се оди да има недостаток од енергенти, кои што би произведувале струја и така натаму и така натаму. Ке ве молам, затворете ги очите и симулирајте си во главата еден ваш ден поминат без енергенти, односно без струја и без нафта. Ќе видите дека не сме спремни ни 24 часа да поминиме без нашите омилени енергенти. Да не зборувам за интернет, за генерацијата Z, за младите, кои што без интернетот порно се четемо ги рацете, отколку да немат интернет, Facebook, Instagram, Twitter и така натаму и така натаму. Меѓутоа имам толку многу што да кажам, ќе гледам да се сконцентрирам на она што е најважното, на крајот ќе ви кажам зошто. Значи, во услови на енергетска криза, односно недостаток на нафта и нафтени деривати, ќе се крева цената на самата нафта. Тоа е логички. Тоа што го нема, ќе биде поскапо на пазарот. При поскапа нафта, користење на поскапа нафта во индустријата и воопшто во домаќинствата, ќе мора неминовно да дојди до поскапување на сите прехрамбени и останати производи, затоа што веќе во ними е вкалкулирана и трошокот за самата нафта. Удрија таму точно кај што треба. Си се договорија глобалистите, во кои што спаѓаат, внимавајте, и Путин, и Си Џинпин, и Трамп, и сите кои што ги гледате, кои што се, вклучувајќи го и нашиот Мицкоски, ќе го зами бабата, ова како се вика бабичката, Гордана Силјановска, сите работат за ист центар, за центарот на злото. Без исклучок, значи сите политичари во светот работат за центарот на злото. Ова сето што го гледате, наводна политика, демократија, војни и такви работи, сето е еден голем театар во кој што ние сме едноставно гледачи, бидејќи не сме учесници, не сме нити статисти, него гледаме како ни уринираат во чашите, од кој што така сладко конзумираме вода, мислејќи дека така треба, дека сме многу паметни. Зошто го подкрепувам сето ова, дека сите политичари, освен можеби онај од Северна Кореја, Ким Јо Јун, како се вика, сад да не навлегуваме, тој му е излезен од контрола, не можат никако да го пикнат во глобалистичките пазови. Се е контролирано и се е сведено да дојди човештвото до златната милиарда. Значи, мои почитувани браќа и сестри, јас сум никој ништо во светски рамки, а вие што ме слушате и што ме гледате утрово, и вие сте никој ништо во светски рамки. Сакам и мора тоа да го дознаете. Ќе ме доживеете како, некој ќе ме доживее како будала, како човек што не знаеш што збора, некој ќе ми понуди антидепресиви, некој ќе ме прати кај психијатар, некој ќе ме наречи теоретичар на заговор. Ваш проблем, како сакате доживејте ме. Јас само сум трагач на вистината и полека по полека, години уназад, ја откривам, за да дојдам до она што денес ви го пласирам. Што се случува? Внимавајте, гледајте, пронајдете ми грешка, каде паѓаат енергентите. Трамп наводно за демократија, наводно Иран ќе
правил нуклеарна бомба, па ќе ја фрлел врз Америка, го нападна Иран. Иран возвраќа и сега во овој момент од Персискиот залив, почнувајќи од Катар, од Бахрейн, од Кувајт, од абинетите американски, арапски, од абинетите Емирати, од Саудиска Арабија и така натаму од Ирак и така натаму од Иран, повеќе не се произведува нафта и нафтени деривати. Затоа што внимавајте, некој точно знае што работи како работи. Нападнати се сите нафтени постројки, затворене Омурскиот пролаз, премин, кај што е најтесно таму, за да доаѓа нафтата со танкерите од озгора, од Кувајт па надолу преку Бахрейн и така натаму, да не навлегуваме, па преку Индискиот океан, па до Средоземното море, па влегват во Црвеното море, преку Суетскиот канал, за да стигне нафтата до Европа. Сето тоа, мои почитувани, е затворено. Сето тоа е затворено и последиците ќе ги дознаеме после 90 дена. Затоа што секоја држава на светот, вклучувајќи не и нас, имаме резерва од 70 до 90 дена за отсуство на нафта на пазарите. Кога ќе се потроши и тој грам, литар на нафта, тогаш ќе следува сето она што треба да следува. Од подамна ви кажам дека во втората половина на 2026 ќе почне општиот светски хаос, во кој што едноставно ќе проработи животинскиот нагон на преживување. Едноставно. Тие книџината што си ги имате дома, што ви ги штампа Трамп или Мерц во Германија, или Путин во Русија, или Си Џинпин во Кина, нема да вредат повеќе ништо. Ке има борба само за храна, храна. Без нафта можеме, без казина и коцкарници можеме, без кафани можеме, меѓутоа не можеме без леб и без сол. А токму на тоа, полека по полека, не носат овие, кои што наводно во името на демократијата и напредокот ни ја предвидуваат нашата жалосна иднина. Се очекува, јас очекувам искрено да ви кажам, за најкасно до месец-два дена да биде фрлена првата нуклеарна боева глава врз Техеран. Зошто? Првата боева глава ќе фрли Израел, кој што поседува некаде 60 атомски бомби, кои што му се поклон дадени од Америка, и ќе фрли врз Техеран, затоа што Иран ќе го сравни Техеран на нула. Кога ќе почне оној сеопштиот хаос, во оној момент предпоставувам дека Израел ќе сруши џамијата Ал-Акса во Ерусалим. Внимавајте, ќе повторам уште еднаш. Во оној момент кога ќе биде срушена џамијата Ал-Акса во Ерусалим, може лесно се сруши само со еден проектил. Тоа сигурно нема да го направат муслиманите, затоа што тоа му е третото најсвето место. Првото му е Мека, второто му е Медина и третото му е џамијата Ал-Акса. Внимавајте, џамијата Ал-Акса, од каде што се вознесе на небото нивниот пророк Мухамед, е изградена врз темелите на првиот и на вториот Соломонов храм. Израелците, евреите, си имат зацртано да го изградат и третиот Соломонов храм на истите темели. За да биде изграден, мора да се турни џамијата Ал-Акса. Веќе имат припремено 300-400 камења, не знам, големи камени плочи, со кои што треба да биде изграден самиот трет Соломонов храм. Овие се податоци кои што едноставно не можам јас да ви ги лажирам или да ги пласирам или да ги измислам. Овие се податоци кои што стојат, овие се историски факти. Ова е вистината. Повторувам, Израел ќе ја уништи, ќе ја сравни со земја џамијата Ал-Акса, со што ќе започнат последните времиња. Зошто му се потребни
такви иницијални каписли, за да може да го оправда нуклеарниот удар врз Техеран, врз Тел Авив. Исто и така. И Иран има нуклеарни боеви глави и ќе се разврла низ целиот свет. Што мислите, нема Иран ништо? Иран, еве јас ви тврдам, ако нема тој ќе му даде Иран, ја си извинувам, Русија или Кина, или Пакистан, ќе му даде нуклеарни глави за да удри на Америка. Меѓутоа не е тој проблемот, проблемот е што ќе се запали целиот свет. Во тој запален свет ќе гиниме јас и вие, затоа што вие и јас немаме засолништа, немаме подземни градови, немаме капитал, немаме идеја што сакаме со нашите животи да направиме. Глобалистите, жалам што не ги гледате, јасно си кажа, сакаме да сме милиарда и сакаме тие што ќе останат да бидиме трансхуманоиди. Односно пола луѓе, пола роботи. Точка, крај на приказката. Тие си терат и си ги остваруваат своите цели. Веќе имат подземни градови, во кои што одгледуваат култури, пченка, граф, кочани, леќа, разни салати, разни животни таму си штампат на штампачи овона, значи тие се спремни во нивните подземни градови еден ден само да се пикнат и да не остават нас да изгориме од атомските бомби. Дали тоа ќе биде до крај реализирано, само Бог едноставно знае и Бог допушта. Јас мислам дека ќе биде дозволено, затоа што, верувајте, повеќе човештвото не може да ја крепи оваа состојба во која што самото човештво ја паднало. Значи, прво војната во Украина ја гледавте како, ајде бе таму, што се тепат украинците, русите ќе влезат за една недела, меѓутоа гледаме, сведоци сме дека 4 години се кловкаат. За време на тие 4 години што се случува? Жалам некои работи што не ги гледате, што едноставно нема геополитичар во нашава држава да кажи, не сум јас геополитичар, нити одблиску не сум најпаметен во државава. Меѓутоа кога сите ќутат, јас ќе бидам тој што ќе зборува. Кој, како ќе ме разбери, негов проблем. Моје да кажам, да се разликувам од останатиот свет, по мојот разум, по мојот интелект, по мојата желба за вистината. Што се случува со Европа? Внимавајте кога почна војната во Украина, кај ни почна мигранти додат од целиот свет, од Бутан, од Непал, од Бангладеш, од Африка, од Сенегал, од Уганда, од секаде. Ја наполнија преку 100 милиони можеби мигранти има во Европа. Кој ја знај? Европа, нивните лидери кои што и тие работат за антихристот и за глобалистите, сите работат против своите држави. Замислете ние. Замислете Македонија, ние. Кој не води Македонија? Ајде, размислете малце кој не води Македонија. Ние сме воена организација, Македонија, влезени сме во НАТО, ние сме во НАТО Сојузот, на кој што заменик генерален секретар е нашата Радмила Шекеринска. Та господјата не знае дома да си оди кутрата. Шо разбирате од пушки, од атомски бомби, од војна стратегија и така натаму за да биде генерален секретар, заменик генерален секретар на НАТО. Ајде ви се молам, ја враќате мојата интелигенција. Шо разбира бабичката, Гордана Јанкуловска, не Јанкуловска, Силјановска, за да биде татко на нацијата, мајка на нацијата и, што е најинтересно, да биде врховен командант. Замислете, врховен командант имаме ние, жена, господа чува, немам ништо против жените. Меѓутоа, шо разбира таа од геополитика, ајде ве молам, обична професорка, која што се замислува дека е, не знам, некој виртуоз, некој... Само видете во каква состојба сме. Не дрнкаат уназад 36 години. Видете ги профилите на сите профили, од првиот па до последниот, на политичарите, на министрите, на премиерите, на председателите. Тогаш ќе разберите дека колку е поглуп и колку е попослушен тој што е на административна функција, толку може повеќе, погоре да напредува. Меѓутоа доаѓа крајот. Доаѓа крајот. Жалам што не го гледате крајот. Значи, во блиска иднина, што предвидувам? Прво, овие 15 денари што ги подскапи мицето, ништо не се 15 денари.
нафтата ќе ја нема во целиот свет. Америка ја зеде Венецуела, каде што има 1/3 од резервите на нафта, 1/3 од резервите на нафта е овдека, кај што се вршат воени действија од Иран и од останатите, демократите, и 1/3 е во Русија. Русија ќе се ја задржи нафтата, Америка ќе се ја задржи нафтата. Ова е цел, наводно, да се падни Кина економски, затоа што за Индија веќе да не говориме, и да сјачат Русија и Америка. Тоа е толку просто. Значи, сака да ја контролирате се Америка, тие такви се, како да ви кажам, предатори, тие, знаете како одат постапно. Са прво ќе го елиминират како непријател Кина, па потоа ќе елиминират Русија и така натаму, затоа што едноставно во нивниот ген е да се истребуваат. Таков му е генот. Тој што е, тие се целата ова црна секта, што е, како да наречат, глобалистичка секта, која што работи за самиот ѓавол лично, се синовите, децата, внуците на самиот Хам, да не навлегуваме се во генезата, да ве враќам 5300 години назад. Зошто ви го кажувам сето ова? Последен пат ви реков дека ви кажувам да си спремите залихи за колку толку да му дајте шанса на вашето човештво да обстои. Меѓутоа ви го кажувам многу проста причина. Едноставно некој да ве раздрама, некој да ве разбуди. Немојте да тврдите дека сте разбудени. Не сме разбудени, вклучувајќи ми мене како потполно како човештво. Ние сме во длабок зимски сон. Ние не живееме. Ние хибернираме. Не живееме. Нашиот живот е ништовен, како да ви кажам. Нашиот живот е поминат во тотална окупација. Ние сме затворени. Нашите души се празни. Шетат по улици луѓе со празни души, со празни идеи. Ние немаме идеи. Ние не сакаме да летаме. Ние не сакаме да сонуваме. Ние не сакаме едноставно да живееме во хармонија помеѓу себе луѓето, животните, растенијата. Ние и само ние ќе бидеме заслужни за она што следува. Се надевам дека не бев многу долг. Ќе се јавам повторно од некоја друга локација со некоја друга приказка. Имајте убав ден и размислувајте за се она што ви го напоменав во ова обраќање во живо. Секое добро.